Се направија огромен број на реформи, започнувајќи од реформите во даночната сфера, каде што прво се воведе рамниот данок и за персоналниот и за данокот на добивка на компаниите, се поедноставија во голема мера процедурите за поднесување на данок. Денеска компаниите, особено оние што особено поголемите, се во состојба да данокот го плаќаат преку интернет, значи без директно да ја посетуваат управата за јавни приходи. Се направија голем број на поедноставување во царинската постапка и тоа е исто дел од целиот тој систем на некаков даночно царински товар на државата и сето тоа кога го погледнете во функција на водење на бизнисот од страна на меѓународни финансиски институции, како што се Светската банка, како што е водечката консултантска компанија PricewaterhouseCoopers, е оценет дека Македонија денеска е меѓу првите 10 држави во светот во оваа област. Вториот аспект на кој што бевме исто фокусирани во изминатите години беше подобрувањето на бизнис климата. Повторно ќе кажам, можеби на обичниот граѓанин тоа не му значи многу, но сето тоа е во функција на отварање на нови работни места и задржување на постоечките. Ние неколку пати сме го кажале дека повторно од меѓународни институции, Светската банка која прави таа споредба, во изминатите 6 години го бележи можеби најголемото напредување на било која држава во Европа во делот на подобрување на бизнис климата, токму Македонија. Од 96-то место, сега сме на 25-то место, значи меѓу 10 најдобри реформатори. Тие резултати не доаѓаат случајно и сето тоа е во функција на подобрување на климата за инвеститорите и повторно велам во функција на задржување на работни места и отварање на нови работни места. Значи, сите оние инвестиции што ги гледате во слободните економски зони, во некои од општините што се во атарот или во делот на градот Скопје, вклучително и на општина Газибаба, се во голема мерка резултат токму на овие реформи. Можеби немам меѓу вас многу што се бават со макроекономија, но има еден податок, значи колку биле вкупно бруто инвестициите во Македонија во 2006 година, тие изнесувале нешто над 1 милиарда евра, гледано збирно од сите. 2011 веќе првпат е надмината бариерата од 2 милиарди евра. Ова е многу важен податок, бидејќи покажува дека климата што се создава за инвеститорите дава резултат да тие градат се повеќе и повеќе погони, се повеќе и повеќе фабрики, бидејќи тоа е она што ни е потребно за да го задржиме економскиот раст. Исто така постигнати се и пред кризата, особено 2007-2008 рекордни нивоа на странски директни инвестиции и повторно во овој период се враќаме на стапките на висок економски раст. Оваа година имаме меѓу највисоките економски растови во Европа и мислам дека ова како тренд ќе остане, но сето тоа е во делот на функција на развојот на економијата. Поедноставувањето на процесот на издавање на градежни дозволи, давањето на управување со градежно земјиште на општините, давањето на земјиште за откуп за изградба на индустријски погони по цена почетна од 1 евро по метар квадратен, поедноставување на голем број на постапки, сето тоа придонесува за да се постигнат овие резултати. И нормално е, некогаш народот е нестрплив и би сакале и ние исто да ги видиме резултатите од тие реформи многу побрзо, но она што е важно е дека тие се во вистинска насока. Тука би сакал веднаш да поврзам една од областите на која што интензивно работиме, а тоа е привлекувањето на странски директни инвестиции. Еве ја денес се вратив баш пред неколку часа од роудшоуто што го правиме во други држави, конкретно ова беше во Америка, но сите тие напори се за прв пат од оваа влада направени на вистина на еден координиран и кохерентен начин. Значи, она што ви го говорев на почетокот, за да се направат резултати во една област, потребно е сите области да работат во функција, значи една на друга. Да се потсетиме, значи во изминатите, значи пред доаѓањето на оваа влада на ВМРО-ДПМН на власт, речиси немаше координиран напор за привлекување на странски директни инвестиции. Имаше во времето на Топурковски, кога се кажуваше дека ќе се прави слободна економска зона, подоцна имаше во времето на СДСМ препродажба на неколку големи државни компании или отварање, не знам, на некои трговски ланци,
но реални производни погони во Македонија од страна на реномирани странски компании немаше. Значи, немојте тоа да не го забораваме. А двигателот на економијата сепак се производните фирми. Но прв пат организирано се направи тој напор од страна на оваа влада на ВМРО ДПМН и тој процес континуирано се подобрува. Што е она што е направено, значи, за да не се заборави? И не е важно што е прво или последно, но сите тие се правени заедно. Да почнеме од слободните економски зони. Иако порано тоа беше само идеја, за прв пат на 14 локации, неколку од нив, оние што се во Скопско се завршени, целосно се подготвени во делот на инфраструктура. Значи, донесена е вода, донесена е канализација, донесена е струја, изградени се патишта, околчено е, заградене имотот, значи, направени систем за видеонадзор, донесени се канцелари на Царинската управа, направено обезбедување. Значи, се она што е потребно како инфраструктура за некој инвеститор да дојде, е создадено на тоа место. Следно, екипирана е целосно Агенцијата за привлекување на странски директни инвестиции. Порано таа институција имаше 5 или 6 луѓе, јас сеќам и точно кој беше директор некаде 2004 и 2005, институција која беше на маргините на работењето, која што никој не знаеше дека постои. Ние ја екипиравме со квалитетни луѓе, го зголемивме бројот на работени, направивме цела програма на обука на луѓето внатре во институциите за да знаат како да се справуваат и како да работат со странските директни инвеститори. И тоа се направија неколку оддели, од кои еден е за привлекување, друг е за грижа за инвеститорите, трет е за промоција. Покрај тоа направивме структура на економски промотери низ преку 30 држави во светот. Значи, наши луѓе кои повторно поминале низ целосен систем на обука се испратени во овие држави да служат како промоција на Македонија за привлекување на странски инвестиции. Секој од нив е внимателно одбран, се разбира, тука и таму може да има некои со можеби некакви послаби перформанси, но брзо се преземаат корективни мерки, но секој од нив има точно зададени цели, колкав број на компании да посети, како да ги направи презентациите, значи на кој начин и кои бенефиции да ги предлага и да работи заедно со другите владени представници да кога се посетува државата да се посетат како конкретни компании и да им се презентираат можностите. Првпат во владата се формира, односно се воведе функцијата на министер за привлекување на странски директни инвестиции. Сега во овој момент имаме тројца такви луѓе. Првпат се направи и организирана промоција на државата, која што оние кои што патувале во странство може да ја видат, каде што на најпознатите светски канали, телевизиски канали или во весниците се говори за Македонија. Една од инвестициите што е во слободните економски зони, таа на Kemet Electronics, е директно настаната како резултат на реклама на CNN, што ја видел директорот. Но повторно тоа е во функција на целокупната промоција. Конечно, подобрувањето на даночната сфера, значи бенефициите што се даваат во слободната економска зона се внимателно одмерени. Самата инфраструктура, повторно тоа е поврзано и со други сектори, подобрување на автопатната мрежа, подобрување на аеродромите, сето тоа е во една функција целосно на привлекување на странски директни инвестиции. Денове гледам во некои од соседниве држави, нивните политичари изјавуваат, вика, ние ќе се фокусираме сега само на домашните инвестиции, нема да работиме на странските инвестиции. Секој се разбира може да си тера негова политика, но она што треба да се направи, треба да направите добри услови и за домашните и за странските. Но домашните се тука и капацитетот што тие го имаат е тој кој што го имаат. Македонија не е технолошки развиена држава, како што се можеби најразвиените држави, токму затоа ни е потребно да работиме со овие странски компании за да дојдат да донесат нови технологии. Сите овие активности, се разбираме многу повеќе од тоа, се проткани со една друга нишка, а тоа е спремноста на сите владени функционери, на сите оние кои што работат во системот, навистина да дадат се од себе за да им овозможат да им кажеме на странските инвеститори, но тоа важи и за домашните, дека Македонија е држава која што е добра инвестициона дестинација, во која постои добра инвестициона клима,
за истите тука да ги вложат своите средства, бидејќи на крајот на денот парите бараат и определена сигурност, мора да имаат и тие определени, да речем, системски гаранции дека во Македонија нема да им се случи ништо лошо, со цел да ги отворат своите фабрики овдека. И она што се случува, значи може да видите во слободните економски зони, има инвестиции кои што се и надвор од слободните економски зони. Ние постојано инсистираме на рамноменен регионален развој, не ги носиме сите компании само во една општина или само во главниот град, туку настојуваме таа активност да биде дисперзирана на поширок еден регион низ целата држава. Веќе денеска се преку 20.000 нови работни места создадени од овие странски директни инвестиции. Почитувани присутни, почитувани дами и господа, ви благодарам на вашето присуство. Најпрво во однос на завршниот дел од обраќањето и на фактот што изминативе денови се изнаслушавме на различен вид на нереални, неаргументирани, нецелосни, нетемелни предлози од страна на опозицијата во насока на социјалната политика, би сакал да споделам неколку аргументи кои што покажуваат во која насока се носат политиките на оваа влада предводена од страна на ВМРО-ДПМН, пред се во однос на пензиите. Имено, ако во периодот пред 2006 година, не само што немаше навременна исплата на пензиите, не само што се доцнеше со исплатите на пензиите, туку истите се намалува изминативе 6 години, односно од 2006 па наваму до сега, до оваа 2013 година, просечната пензија во Република Македонија е зголемена за цели 50%. Најниската пензија е зголемена за 64,5%, што е вистински показател за грижата на владата предводена од ВМРО-ДПМН на постарите генерации, на пензионерите во нашата држава. Само оваа година пензиите заедно со индексациите се зголемени за 7,35% и токму и во таа насока ќе продолжат политиките на владата на ВМРО-ДПМН во наредните години, односно со мартовската исплата ќе бидат зголемени сите пензии за дополнителни 5%. И во таа насока ќе продолжиме и понатаму, исто како што реализираме голем број на други проекти за грижа и заштита на пензионерите, нивен поудобен живот и побезгрижен живот, како што и проектот за бесплатна банска климатска рекреација, кој што продолжи и оваа година, се спроведува изминатите години, проект кој што најде на голем интерес, на голем број на пензионери. Секоја година се повеќе и повеќе пензионери аплицираат за да ги искористат бесплатните услуги. Ние неколку пати ги посетувавме пензионерите кои што навистина се задоволни. Само оваа година оваа бесплатна услуга искористија повеќе од 5500 пензионери. Исто така обезбедивме средства во буџетот на Министерството за труд и социјална политика за овој проект да продолжи за наредната 2014 година, при што исто така најмалку 5500 пензионери ќе имаат можност да искористат оваа бесплатна услуга од страна на владата и од страна на државата. Ќе почнеме од тук. Значи, она што со владата ни помогне за развојот на градот Скопје, тоа е комплетна обнова на возниот парк на јавното сообраќајно претпријатие. Вие знаете со какви автобуси се возеа граѓаните на градот Скопје. Сигурно дека најстариот беше постар од 20 на години. Граѓаните се повеќе одеа со коли или со друг превоз, што значително се допринесуваше за зголемувањето на гужвите во сообраќајот во градот Скопје, додека со новите автобуси, кои што се модерни, кои што се удобни, навремено доаѓаат, граѓаните се повеќе се возат со автобуси и се повеќе ги оставаат своите коли дома, а тоа значи и растретувањето на сообраќајот во градот Скопје. Градот Скопје од своји лични средства веќе почна со обнова на сите 280 автобуски стојалишта во град Скопје и јас се надевам дека сето тоа ќе биде завршено некаде до март следната година. Исто така, работејќи со општините во градот Скопје и со местните заедници, неколку линии се продолжени, отворени се нови линии, отворен е нов возен ред, се со цел да што повеќе се им се овозможи на граѓаните да јавниот превоз го чувствуваат свој и што повеќе да се возат со јавниот превоз. Следното нешто во кое што сакам да го истакнам како напредок во градот Скопје, значи покрај ова во јавното сообраќајно претпријатие, која веќе почнаме за јавните претпријатија, тоа е комунална хигиена. Некоја слична ситуација.
2009 година градот Скопје собираше смет со 6 стари камиони постари од 20 години. Не се знаеше дали ќе дојдат и не се знаеше дали ќе стигнат таму кај што тргнале, а секогаш можете после нивното одење да видите кај оделе она што течеше позади камионите. Благодарение на соработката со владата на Република Македонија земавме кредит од Светската банка и набавивме нови камиони, така да сега јавното комунално предпријатие има повеќе од 60 нови камиони, комплетно нов возенет, исто кој што има јавното сообраќајно предпријатие. Набавивме и 60.000 нови канти за смет. Ги поделивме на граѓаните и граѓаните веќе чувствуваат грижа за комуналната хигиена. Во областа на намалувањето на гужвите во сообраќајот, рекол дека јавното сообраќајно предпријатие е опремено да што повеќе граѓани се возат со него. Меѓутоа, сепак остануваат голем број на граѓани што се возат со возила и нашата главна преокупација и тоа што им го ветивме на граѓаните 2009 година, а тоа е подобрувањето на сообраќајот во градот Скопје. Изградивме и проширивме булевари како никогаш досега. Во изминатите 4 години добивме нови, проширени, модерни булевари, уредени со зеленило и со целокупната урбана опрема и придружна опрема што е за нив. Така да, градот Скопје нема да престане тука, продолжуваме и понатака и следните години имаме зацртани програми, она што сме го ветили на граѓаните, ќе се трудиме да го ствариме тоа. Меѓутоа, најважно е, како што каже вице-премиерот, да имаме што повеќе инвеститори. Така е начинот на финансирање на локалната самоуправа, да колку повеќе инвеститори имаме, толку повеќе има се средства во буџетите на општините па и на градот Скопје. Ќе искористам само прилика да напоменам некои од проектите кои што навистина се многу важни за жителите од општина Газиваба, а кои што ги реализиравме во соработка со владата на Република Македонија и во соработка со градот Скопје. Значи, еден од капиталните проекти кои што во континуитет изминатиот период се работеше на наша територија, изградбата на проектите од областа на инфраструктурата. Посебно патната инфраструктура, така да во минатиот период од неколку години во соработка со владата некаде во должина од 13 километри беше асфалтирана патна инфраструктура. Потегот Брњарци Стајковци, Раштак Бутел, Јане Сандански Инџиково, Црешево Раштак, Дрма Идризово. И овие проекти беа реализирани од кредитот кој што го зема владата, а општината го доби како грант. Исто така би потенцирал и активноста во делот на изградбата на водоводните и фекалните канализации. Во делот на фекалната канализација податокот дека изминатите години околу 50 километри нова фекална мрежа беше изградена на територија на општина Газибаба и со ова капитална инвестиција која што е една од приоритетите за општина Газибаба, во моментов работиме исто во реализација на вакви проекти и за наредната година исто така се планира да продолжиме со вакви капитални проекти. Во соработка со владата, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, успеавме да после голем временски период, значи некаде после 28 години, да се изгради нова градинка на територија на општина Газибаба. Тоа е новата градинка која што ја пуштивме и веќе дечињата ја посетуваат, новата градинка Морковче во населбата Колонија. И навистина ова е голем капитален проект со самиот податок што еве како што напоменав после голем временски период на наша територија не е изграден таков капитален проект. Во минатото се работеше на изградба на спортски капацитети. Јас ќе напоменам некои од нив: фудбалскиот стадион во Трубарево, изградба на спортската сала во основното училиште Крум Тоше во Трубарево. Исто после голем временски период во наша територија се изгради нова училишна спортска сала. Претходно изградбата на спортската сала во дворот на основното училиште Наумновски Борче во населбата Триангла. Значи, навистина, ова се големи капитални проекти кои што, за жал, мора уште еднаш да потенцирам, голем временски период наназад не беа градени на територија на нашата општина. Во моментот исто работиме проекти кои што се со заедничка поддршка. Се работи на доизградба на тениското игралиште во населбата Железара. Во тек исто така изградба на мултифункционалното игралиште во дворот на основното училиште Наумновски Борче во Триангла. Исто после голем временски период, преку 45 години, во моментов
работиме со поддршка на владата на изградба на новото основно училиште во населбата Железара. Значи, ова е голем капитален проект од големо значење за жителите на Железара и општо за жителите во општина Газиевава. Во соработка со Министерство за труд и социјална политика, во завршна фаза е изградбата на новиот дневен центар за стари лица, кој што ќе биде сместен во киното Маџари, значи комплетна реконструкција и еден центар кој што навистина е потребен за повозрастна категорија на наши граѓани, да можат таму да добиваат покрај простор за да можат да го користат за слободното време и соодветна стручна услуга и стручна помош да им се даде и на нашите повозрастни лица, посебно оние кои што немаат околу себе семејство или нема некој кој што може да се грижи за нив.